6 години Сергеј Колесников се нема сретнато лице во лице со рускиот председател Владимир Путин. Но и тогаш, како што вели овој биохемичар и бизнисмен, а порано и пријател на Путин, најмокниот човек во Русија покажувал знаци на замор. И тогаш и сега, секој во неговата близина се обидуваше целата своја одговорност за носење одлуки да му ја префрли на Путин. Вели Колесников, кој во 90-тите години од минатиот век во Санкт Петербург профитираше како добар пријател на Путин. Од друга страна, како што вели тој, еден човек не може долго време да носи толку многу одлуки. Доколку Путиновата вертикална моќ беше компанијата, а почнува да страда поради лошо раководење, додава Колесников, наведувајќи дека во Русија воопшто нема луѓе кои би можеле да ја преземат одговорноста за носење некакви одлуки. Тоа е последица од системот што самите го создадоа, оценува 66 годишниот Колесников, кој во 2010 година напушти Русија, откако објави отворено писмо до тогашниот председател Димитри Медведев во кое обелодени дека парите за изградбата на раскошниот дворец на Црно море, одобрен од Путин, биле тајно пренасочувани на други сметки. Колесников во интервју за Радио Слободна Европа вели дека ја продолжува потрагата по махинациите на најблиските соработници на Путин, кои се збогатиле до точката кога, како што потенцира, парите немаат веќе никаква смисла. Меѓу неговите главни теми на интерес е банката на Русија, која Вашингтон ја нарече лична банка на високите представници на Руската Федерација и која е под санкции на Соединетите држави и Европската Унија поради инволвираноста на Москва во украинската криза. И Колесников имал сметки во оваа банка како косопственик на фармацевската фирма Петромет, која доби голем број владини тендери, додека Путин бил помошник на тогашниот градоначалник на Санкт Петербург Анатолиј Собчак. Но тој и неговиот партнер Николај Шамалов, сега еден од најголемите акционери во банката на Русија и под меѓународни санкции, тогаш морале голем дел од парите да ги пренасочуваат на сметки на Михаил Ивановиќ, име под кое Путин е познат меѓу неговите бизнис партнери. Колесников вели дека контроверзниот трет мандат како председател јасно укажува дека по долги години на криминално дејствување, единствен начин на Путин да се спаси од суд е да остане на власт. Целиот синџир на владење е изграден врз основа на корупција. Доколку власта ја преземат други партии или луѓе, тогаш сегашната власт се става во опасност да се најде во затвор. Вели Колесников, кој смета дека и сегашната руска кампања во Украина не била мотивирана од империалистичка носталгија, туку од желбата на Путин да ја сокрие неговата корупција. Доколку се почувствува загрозен, тој е подготвен да ја повлече и нуклеарната карта. До пред известно време беше глупава помислата дека во Украина, во Европа ќе имаме војна. Така сега е и со нуклеарното оружје. Може би е неверојатно, но веќе не е безсмислено, вели Колесников. Как бы и кто бы не хотел нас туда.